На лицата кои поднеле барање за откуп на општествените станови, а истите биле одбиени затоа што не ги поседувале потребните документи, им се дава уште една можност – право на откуп преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. На истите овие лица им се дава и право на закуп, кој ќе го врши Министерството за транспорт и врски. На дел од овие лица во самото известување стои дека не спаѓаат во групата на лица кои што имаат право на откуп за истите станови и за истите овие лица, значи дополнително се дава право на откуп не преку Министерството, туку преку акционерското друштво. Освен откупот кој им се дава како право на овие лица, исто така им се дава и право на закуп. Поточно закупот ќе оди преку Министерството, а откупот ќе оди преку акционерското друштво. Во самото известување како причина за одбивање на самото барање за откуп на самиот стан преку Министерството за транспорт и врски е наведено основното, бидејќи лицата со поднесување на самата документација во основата на самото барање требаше да поднесат документ, односно решение или договор, кој што требаше да биде во важност од 16 мај 1998 година, односно до овој временски период требаше да биде самиот договор. Овие лица кои што го нема овој документ, односно кои што нема решение или договор до 16 мај 1998 година, истите се известени дека немаат право за остварување на откуп преку Министерството за транспорт и врски и за тоа ги информирам дека во самото известување стои рок од 30 дена, кој што рок е даден од страна на Министерството и во временски рок од 30 дена тие треба да си поднесат барање кај нас во акционерското друштво за откуп на станот или пак да си поднесат барање за закуп на стан во Министерството за транспорт и врски. Со поднесување на барањата за откуп на становите, лицата треба да достават и документ со кој ќе потврда дека се вселени во станот најдоцна до 13 август 2009 година. Основна причина по кој што се дава закуп, односно откупот преку акционерското друштво, е тоа лицата да бидат вселени во самите станови до 13 август 2009 година. Односно, треба да постои документ, потврда, договор, решение или пак во нашата евиденција треба да се водат до 13 август 2009 година, со кој што ќе потврдиме дека ние биле вселени во овој временски период и на тој начин имаат право за остварување на закупот, односно откупот. Истите ќе бидат поделени во 4 групи, односно веќе се поделени, бидејќи со дел од нив веќе започната процедурата, некои се имат и веќе завршено. Значи, истите ќе бидат поделени во 4 групи, лица со социјален ризик, лица со ниски, просечни и високи приходи. Доколку имаат поднесено барање за закуп до Министерството, закупот ќе зависи од цената кој што ќе биде определена како месечна кирија, зависи од тоа во која група ќе спаѓаат овие лица, а исто така и откупот кој што ќе биде спроведен преку акционерското друштво, исто така ќе се базира на овие групи, односно нема да бидат 4 туку 3, бидејќи лицата кои што спаѓаат во групата од социјален ризик немаат право за да поднесат барање за откуп на стан преку акционерското друштво. Рокот за откуп на општествените станови беше до 31 март минатата година.